чуго сум джишнат по камионџи. Здраве Боже, дојме на одмор и кусирака и све ќе ми се направи. А овде кај сум покрен бело мечева. Ем бело, ем со стомаче, таман. Иначе прејака ми е темата, пошто неверојатно е колку различни работи за различни луѓе значат одмор. Например, имаше коментари од типот: ако не ојме секој ден на различна плажа, тогаш што не е одмор. Јас би рекол напротив, те уморето. Знаеш што значи секој ден да возиш негде? И шо бара? Сес не викам да седниш на плажа негде во песок и корења да пуштиш тука, па и секој ден друга плажа. Не можеш убајната да му осетиш, лезето не можеш да му го осетиш. Таман ќе научиш кај е сладолед, кај е пијачка, кај е вецето, шо е кај. Другиот ден од друга плажа, па се различно. Па нема смисла. Ај вие младите може ви се памти таму, ние повозрастните не памтиме, појќе готово. Вие така си мислите ние. Но толку не памтиме што некојаш и шпица забораваме да пушти. Иначе пред да пуштиме шпицата, тоа е муавето. Па правиме муавет за летни одмори, па правиме муавет за разликите и уфрламе по некој мајта пуз муавет ако ни дојде, ако не ни дојде, никому ништо. Може? Може. А ева туле, пуштај. Во суштина, кога ќе речиш одмор, автоматски луѓето ги асоцира на море. Ама не е секогаш така. Иако можда поголем број од луѓето сакат да одат на море, исто така има голем број на луѓе, вклучувајќи ми и мене, на кои езерата ни се поубави да речем. Пошто не за друго. Јас сум да речем бивши пливач. Навикнат сум претежно да пливам во сладки води. А и природно сум по благото поќе. Мислам се познал. И секој пат кога ќе на море ме збунва, бе брат. Навикнат сум на водата да е питка, блага. Вака рипнуваш море, излегваш ти соли цело уста те печи, се те печи. И сето нормално си има своји бенефити, не викам не. Дури секој дневните експерти вака што ги имаме по фамилии, по роднини, по пријатели, комши и така натаму, тврдат дека морето е многу поздраво од езеро. Поздраво. Ама на некој од нас посладко, него ќе е сладка вода. Само што знаеш како? Кој те праша бе бат? Тебе може и никаква вода да не ти е во плано за одмор. Ама ако му е на женати, не викам дека 100%, ама голема е веројатноста дека ќе одите таму кај што му е план. Пошто рековме 100 пати претходно, на мажите му е битно се раја. Не ќе да се замарат ни со планирање, ни со барање, ни со ништо исто му сега. Јарно, ама на жените не му. Зато ти ќе си најдат, ти ќе си букират ако треба и се ќе си направи. Ич ти да не се секира. А и во глобала ако одиш негде блиску на море, дали си таму или си на некој од нашите езера, многу не ти преразлика. Пошто сите и таму и ваму се македонци. Се има некој народи во светот, да не речам покето, се тивки. Барем овие цивилизираните култури. Не можеш да го сетиш ни од кај ни дали е тука, не можеш да осетиш ништо брат, како да не постои. Ќе си оди културно фино, нити се урла, нити се вика, се знај понашањето како е, ќе си влези, ќе си скапи, ќе си излези муавет, ќе си напрати така натаму. Јарно ама. Зато сме ние балканците тука и по некој од латинските земји. Да малце живот да му дајме на тие плажите, иначе многу умрени ќе бидат. А уко ќе се постели балканска фамилија на плажа бева. Па тоа е нешто неизбежно. Прво и основно 2 километри потаму знаеш дека има македонска фамилија. Теофилијан. Пошто Тео, Теодор, Тодор и така натаму не се фенси имиња, ме сваѓа. Теофилијан, немој да трчаш, ќе се спотиш. Па добро, аз би рекол една од клучните работи кај децата е да потат по кепати, знаеш, да се движат, ама добро. Кој ме праша така? Теофилија, не врати се ваму, ке оди прибери си го син ти. Добро, не викаш. Ево ме ѓубре. Не влегве во вода без мускули, ако судеш ке тотепа. Кога траеш овој муавет 2-3 секунди, 5-10, рачуне ова да го слушаш цел ден од сите страни околу тебе. Волумето до крај на гласот свртен. Значи ти излегваш од смештајот кај што си. Тој што е 5 метри од водата, што е пишано таму, што треба да одиш 1-2 километри. Па ти што има врска 5 метри 2 километри исто. И само што ќе тргнеш по пато, слушаш од тука ехо од далечината. Теофилијан или. То се ехо, со се сега. И во истиот момент ти да си врзиш една и да си се вратиш назад бе бат. Не оти е то нешто лошо. Не оти некиш луѓето на патот да ги види. Него пошто едноставно знај дека во моментот кој се појавиш таму, значи ќе се познаеш со некој па што сака нека. Дури и да е некое чудо да не се познаеш со никој таму. Во моментот го речиш подај ми ја крпат, одма ќе виж од страна. Абре вие наши све. Дај сте ме луѓе наши. Од кај си родум? Одма се фаќаш родум, од која фамилија, од кое село, имавме таму овој го знаеш, оној го знаеш, роднина. Нема бегање море. Бегање нема. И се има луѓе што си сакат така убаво и тоа е супер, тоа е кул скроз. Ќе си оди, ќе си се види со сите што ги знај, ќе запознај сите што не ги знај, ќе се дружат таму, скаричиња чуда ти реков ми рече. Убај. Ама има и луѓе што му се темни. Што не ќе многу муавет. Ќе оди сака да седни да ќути таму да одмори. Јарно ми да не ти пред тебе муавет, па не можеш да одмориш пошто во моментот го задремиш на песок, ќе помини Теофилијан и ќе особери
цел песок и вглакајте ве ќе оклај. Намерно така му се оди на детето бе со влечка. Или ќе земи пиштоло на вода, ќе ти спрска дувоđи ти опука. Оти ќе речи. Оти е Теофилијан, така му се може. После тоа таман паси задремал, ето ќе се развика татко му, па ќе се развика мајка му. Ќе те разбудат едно 200 пати, на крајот ќе си речи знаеш шо? За инат не спи. Не спиам и ќе си легнам вечер порано и ќе станам са вајле порано и ќе си фатам убаво време на плажа сам. Арно има една работа што никој не ти ја каже. А тоа е кога ќе оди балканец на одмор. Не е на одмор за да спие бе. Ние во глобала како народи, како табиете еден целосен на Балкан. Ојме на одмор да одмориме, ојме да искористиме се што можеме поке за тоа што го имаме платено. Значи ако мислиш ти дека ќе станеш во 7 сава или ќе видиш прв на плажа си се зафркнал ба Теовелеме, оде Теофилија, со се фамилија се станати од 5-6 сава или си го фатат местото тие, да го искористат денот. Исто така ако мислиш дека ќе си легнеш порано вечерта, нема да се секираш и тоа нема да се случи. Оти ќе речи, оти Теовелеменге со се цела фамилија ќе бидат до ниедно време станат. Ќе галамат, ќе урлат, ќе викат, ќе се бркат. Оти кој што рековме, треба максимумот да се искористи. Дури оди до последно. И така ќе опоминиш ти одмор една година и ќе си речиш, знаеш шо? До година ќе штедам, ќе берам пари, се што треба ќе направам. Ќом негде дженем на други окрај од светот, ќом само да седам раја. Никој наглада не ми виси. И добро, вистина ќе штедиш, ќе работиш, ќе направиш некој динари, ќе си уплатиш негде појманам Зимбабве да речи. И си оиш Зимбабве, бате, ќе си ја постелиш та крпата на плажа. Од Скуби-Ду крпата што имаш од дете ко си види. Постелиш, ќе си се наместиш вага, ќе се оптегни и ќе слушниш од некоја страна. Оди човек намести ја крпава, оти ќе дојда Србиве, ќе ни го вата па место. А што мислеше ти? Немаме наши луѓе Зимбабве? Хај седи море. Не постои точка на светот кај што нема македонец. Во најмала рака некој србин хрват ќе има, па што сака нека е. Битно јазикот ти нема да го крши. Иш да се секираш. А таман си рече ќе го повежбам англиски, о малце ќе зборам англиски. Ето ти некој разбира англиски ќе шоди. По 90% земјите се борат со англискиот сите, ама нема врски, битно ќе оиш негде дженем онамо, ќе седниш во некој ресторан, келнерот ќе ти го дојси менито и ти ќе почнеш да прашваш ова шо е, а ова колку е, аха, а ова аспарагус шо е, и ќе слушниш келнерот таа страна. Ше еден наш дој. Крши го ти јазикот колку сакаш, бате, само ние прашваме ова шо е, она шо е. Сам прашва ти во свето, ама до толку до детали не ги интересира. Сам барем тие што патуват, што си знаат што нарачва. Ние што не знаеме, ги си прашваме. Се има и луѓе што неќат од вода да видат ни море, ни ензеро, ни ништо. Тие ми се чи најубаво си врват, најмногу се одмарат. Знаеш како да? Планинава. Што ќе фрлаш еден том пари онаму по мориња по езера, прп количето во селцето од кај што си по потекло дојде, па макар и в поле нека е подруг е воздухом, ме сваќаш. Особено пак кој е в планина, ако има некој рекиче во близина убајнава. И таму печи сонцето, ама воздухот подруг. Особено навечер е камен. И го ќоиш на такво место. Сакал ти или некил, ќе се одмориш од светот. Ти прво и основно мрежа нема. Во 2025 година уште мрежа нема по тие места. Од една страна е ептен фрустрирачки, од друга страна пак ќе се одмориш вече. Знаеш дека на таа точка фаќа таму и на таа точка таму, ќоиш ќе провериш све и ќе го оставиш телефонот рај. На савајле ќе ти свират пилина, ќе си спиеш, ќе си уживаш. По некој клопотарец ќе тропне од некоја крава локална или магаре некоја зави. Ќе си ја слушаш реката кај што си течи дење ноќе. Па има некој села ќе фатат, ќе заградат, некој дел ќе си направат како базенче. Легваш внатре, бате, камен, абе аљаска вода да му носи. Некој ви е на море онаму. Пара водата направена, влегваш 3 дена не излегваш од вода. Не батуле. Влегваш се брцнуваш вака, врбрк излегваш, джиге. Поси на целиот. Зато биле порано здрави луѓето морот. И кога влезиш в река си скапи, кој му даваш често таков стрес на телото, го правиш многу поотпорно на други надворешни стреса. Мај да не навлегвам сега, пошто знаеш како? Кој ме праша така? Битто ќе си одат луѓето в планина, ќе си се оптегна, ни телефон, ни селфи, ни ресторан, јадење, ништо бате. Каричето клаено секој ден по нешто ќе си пекни. Тие што се вегани башка ќе му клајме ни в друга решетка, да не се меша со месото, ме сваѓаш, ќе си клават зеленчуци. Не за нив да не му се меша месото. Туку за зеленчук у нас да не ни се меша во скара. Оти ќе капи во жаро, ќе го распалваме, сваѓаш. Навечер ќе си запали шоганче пошто студи, мирисо на дрва убајна, реката си течи, мерат. Само што кажам, ова почна ми се приспива човек. Така што тука ќе решиме ова епизода со препорака за ако сакате да се одморите, си ојте негде в планина, си олавајте душата и со надежда дека ќе се видиме наредната епизода. Договорено? Е така. Поздрав и имајте убав викенд.